Добар ден, ученици, јас сум Снежана Пелева, наставник по географија во Основното училиште Димо Хаџидимов Скопје. Денеска ќе се запознаеме со Кина, една од најголемите земји во светот. Природни одлики, местоположба, брегова разгранетост, релјеф, хидрографија и клима. Според местоположбата, Кина го зафаќа најголемиот дел на Источна и Средна Азија, во северниот, западниот и јужниот дел таа е ограничена со високи планини, а на исток излегува на Тихиот океан. Географската положба на Кина е поволна, бидејќи со водите на Тихиот океан таа се поврзува со сите поморски земји на светот. Тука ни е прикажана местоположбата на Кина, на азијскиот континент и поволната географска положба на Кина. Брегова разгранетост се одликува со разновидни форми, и тоа мориња, Жолто море, Источно Кинеско и Јужно Кинеско море. Заливи, најпознат е Тонкинскиот залив, кој е ракав на Јужно Кинеското море, острови Хајнан и Тајван. Тука ни е прикажан островот Тајван, тука ни е Жолтото море и Тонкинскиот залив. Релјеф претежно е планински и висорамнински, планини Хималаи со врвот Монт Еверест 8848 метри и е највисоката точка на земјата. Други планини се Кунлун, Тијаншан, Цилингшан и други. Висорамнина Тибет, која е една од најголемите во светот со 4000 метри надморска височина. Пустини Гоби и Такламакан во внатрешниот дел на Кина и познатата Кинеска низина во источниот дел. Тука имаме на сликата Тибет како духовен центар и кров на светот, врвот Монт Еверест, пустината Гоби, пустината Такламакан и релјефна карта на Кина. Хидрографија богата, Кина го зазема 6-то место во светот по богатство со слатка вода. Поголемите реки и езера претежно се наоѓаат во источниот дел на Кина, но ги има и во другите региони. Во Кина има над 5000 реки. Најголеми реки се Јангцекијанг со должина од 6300 км, Хуанко или Жолта река долга 5464 км, кои извираат од Тибетската висорамнина и кон исток течат низ Кинеската низина. Тука имаме карта на поголемите реки во Кина. Езера, богата со езера. Најголемото сладководно езеро во Кина е Појану, езерото на реката Јангцекијан, понатаму езерото Хонгзеху на Хуанко или Жолта река, езерото Чао, кое не е поврзано со ниту една река, и езерото Кукунор, кое е солено езеро и е сместено во длабнатина на Тибетската висорамнина. Климата во Кина е разновидна. Таа зависи од повеќе климатски фактори, и тоа географската положба, релјефот и ветровите. Застапени се следните климатски типови: континентална во северниот дел на Тибетската висорамнина, пустинска, степско-пустинска, субтропска кон југ, тропска во крајните јужни делови и на планините планинска. Тука имаме поставено климатска карта, исто имаме карта со климатските типови во Кина. Население и стопански одлики. Според населението, Кина е најбројна земја во светот со 1 милиарда и 400 милиони жители. Природниот прираст во 2013 година изнесува 4,92 промили, а густината со 139 жители на километар квадратен. Густината не е насекаде равномерно распоредена, најгусто населени се областите на Кинеската низина, големите реки и поголемите индустријски градови, а додека поретко населување има на планините и во пустинските области. Официјално се признати 56 етнички групи, а најмногу бројни се хан-кинезите со 91,51%. У употреба се 297 живи јазици,
а службен јазик на државата е стандардниот мандарински јазик. Кина на сликата како најбројна нација во светот, приказна слика на хан кинези, монголска етничка група и кинески муслимани. Природни богатства на Кина. Располага со пространи обработливи површини и пасишта, има богат хидроенергетски потенцијал на реките за добивање електрична енергија. Од рудните богатства има јаглен, нафта, газ, железна, олово-цинкова и бакарна руда, боксит и калај. Имаме прикажано на сликата рудник за јаглен во градот Читајхи и имаме полјоделска карта на Кина. Стопански гранки во Кина. Има развиено земјоделство. Кинеското земјоделство храни околу 22% од светската популација. Кина е најголем извозник на храна во светот. Од полјоделските култури кои се одгледуваат се пченица, ориз, ченка, соја, граф, наут, кикирики, чај и друго. Во степите е развиено номадското и полуномадското сточарство, а во пониските приморски делови свињарство и живинарство. Како работен добиток се одгледуваат јак и бивол. Имаме прикажано на сликата садење на ориз, оризовите тераси во Кина, одгледување на патките во Кина и биволот како работен добиток. Карактеристично е производството на свила во Кина. Кина е рибарска велесила. Сите овие природни богатства, заедно со високата продуктивност, ниските трошоци на работа и релативно добра инфраструктура, ја овозможиле да стане светски лидер на производство. Кина има една од најбрзо растечките економии во светот. Растот на нејзиното стопанство главно се заснова на инвестиции и извоз. Кина е втора економска сила по САД. Имаме производство на свила како традиција во Кина, кинески рибар и риболов со корморани на езерото Појану. Индустријски гранки во Кина се развиени метална, хемиска, прехранбена, текстилна и други. Тука имаме прикажано фабрика за хемиски влакна, развиена автомобилска индустрија, $50 милиони до извоз на пилешки нозе во Кина и индустријска карта на Азија. Сообраќај, високо развиен, и тоа сите видови на сообраќај, патнички, железнички, авионски и велосипедски, развиена патна инфраструктура со околу 100.000 километри должина на автопатишта, развиена железничка мрежа со должина од 9700 километри. Во 2013 година Кина била најголем градител на аеродроми. Велосипедите остануваат многу значаен вид на транспорт. Во 2012 година во Кина постоеле 470 милиони велосипеди. Имаме велосипедски сообраќај, сообраќајен хаос на патиштата во Кина, брзите возови и најголем мега аеродром во светот. Трговија во Кина. Високо развиена, Кина е најголем извозник во светот и втор најголем увозник на стоки. Во последните 5 години Кина влезе во групата на 10 најголеми трговски партнери на Македонија. Кинеските инвестиции во Македонија е изградбата на автопатот Кичево-Охрид и изградбата на браната Козјак. Кина исто така станува лидер во трговија и е нова оаза за извоз на вино. Туризам, високо развиен и е една од најпосетуваните земји во светот. Изобилството од природни убавини, историски и археолошки наоѓалишта, разноликост на традиции, култури и обичаи, интересна храна, развиена патна инфраструктура и познатото кинеско гостопримство се дел од причините за туристичкиот подем на Кина. Како голема туристичка атракција во Кина представува Кинескиот зид, кој е долг 2450 км и фестивалот на цреши во Шангај.
Последици од брзиот стопански и економски развој на Кина. Е најзагадена земја во светот. Еден од најголемите емитери на загадувачки материи во воздухот и стакленички гасови кои предизвикуваат глобално затоплување. Од заболувања предизвикани од загаденост на воздухот, годишно во Кина умираат 1.600.000 луѓе. Почвата во Кина содржи остатоци од тешки метали, од забранети пестициди. 40% од кинеските реки се загадени од индустријски и земјоделски отпад. Пекинг, гледаме како се гуши во смок и магла, загаден на 1/5 од обработливите површини на Кина. Розовиот град Нанчинг во 2015 година, значи розов воздух. Реката Сонхуа и Јангце меѓу најзагадените реки во светот. Кина е една од 17 земји во светот со висок биодиверзитет. Како позначајни животински видови, големата панда, кинескиот алигатор, кинескиот тигар и кинеските црни печурки. Занимливости. Кина е водечки светски инвеститор во обновување на извори на енергија. Најголем производител на хидроелектрична енергија во светот. Инсталирана соларна енергија и енергија на ветер. Кина е најголем потрошувач на енергија во светот. Кина е најголем увозник на нафта, а најмногу користи јаглен. Повеќе од 100 милиони луѓе во Кина живеат со помалку од $1 на ден. Шефовите на компаниите можат да бидат осудени на смрт во случај на корупција. Facebook, Twitter и New York Times се блокирани во Кина од 2009 година. Секој 5-ти човек на планетата е кинез. Повеќе од 35 милиони кинези живеат во пештери. Хуакси е најбогатото село во Кина, кое настанало во 1961 година и се развило во голем индустријски и земјоделски центар. Сите 2000 жители во Хуакси живеат со ист стандард и не смеат да се иселат од местото. Домашна задача. Со помош на географскиот атлас на картата на Кина, пронајди ги и обележи ги државите со кои се граничи Кина, обележи ги морињата, островите, планините, пустините, висорамнината Тибет, кинеската низина и поголемите градови. Ви благодарам за вниманието.